Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно само интервју. Наш гостин вечерва е Венко Филипче, председател на СДСМ. Господине Филипче, благодарам што прифативте поканата. Добро вечер и благодарам поканата. Среде кампања сме, веќе влеговме полека во вториот дел од кампањата за локалните избори. Ова се први избори на кои СДСМ од позиција на опозиција настапува уште од 2016 година. Важи ли тоа дека е полесно да се критикува и напаѓа отколку да се брани и да се дава отчет пред граѓаните? Добро, има две многу важни работи. Прво, за да со нешто се пофалиш, имаш што да кажеш, треба да има нешто сработено. Треба да имаш проект, треба да имаш идеја, треба да имаш визија, макар треба да поверуваат граѓаните во тоа што го говоруваат. Добро, меѓутоа граѓаните не се наивни и тие знаат. Лесно е да се критикува, меѓутоа повторно треба критиката да е секогаш аргументирана. И мислам дека во оваа улога опозицијска во која што е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јас лично кампањата ја водиме така. Апсолутно аргументирана критика и власт која што таа критика ја заслужува поради тоа што до сега не видовме ниту една сериозна имплементирана програма, ниту еден резултат, ниту една категорија на граѓани задоволни. За жал гледаме дека и државата и граѓаните едноставно не ја знаат визијата за тоа каде ВМРО-ДПМН сака да води државата. Се отворија многу теми кои се надвор од тоа што треба да биде тема на локални избори. Вие овој период, ве слушав на митинзите, се жалите и на црна кампања од страна на власта. Што точно мислите околу куферчињата, стиковите, тие работи? Гледайте, го спомнавме тоа, така е. Имаше, ајде да кажеме, поплаки и од страна на неколку представници на ВМРО-ДПМН дека ние правиме. Да, тоа сакам да прашам, бидејќи вие имате неколку спотови со исечоци на изјави на Мицковски. И еве сега нека споредат граѓаните, нека кажат што е црна кампања. Да обвинувате за некакви стикови, куфери, да вовлекувате во таа кампања некои политичари од странство не е ништо друго освен црна кампања. И видовме дека ова не е прво такво сценарио и во изминатите изборни циклуси ВМРО-ДПМН го правеше истото. Правеа разни инсинуации, разни алузии и така натаму. А што правиме? Ние и што презентираме во јавноста? Едноставно кажуваме што представниците на ВМРО-ДПМН кажувале пред изборите лани, а што кажуваат после тоа. И тоа не е никаква црна кампања. За името, за спорот со името, а имате уште еден за приходите на Мицковски, за хидроцентралите. Многу е важно, јавилите се отвараат многу теми, меѓутоа е многу важно да граѓаните знаат на кого и врз основа на што ќе му ја дадат довербата овој пат на овие избори. Ако за време на ланските избори премиерот Мицковски, тогаш лидер на опозицијата пред изборите, кажувал дека ќе го врати името, нема да го почитува Преспанскиот договор, ќе ја подобри нашата преговарачка позиција, ќе го смени договорот за добро соседство со Бугарија, ќе си даде оставка од премиерската функција ако некој го примора да го користи уставното име Северна Македонија, и сега сето тоа го прави. Тоа не е црна кампања, тоа е само презентација на едно место, на еден начин, да граѓаните знаат со кого си имаат работа. Односно, легитимно и да е црна кампања, да се вика црна или не, но сакам да сме многу внимателни. Не, ние многу внимаваме. Никого не обвинуваме. Никого не ставаме и монтираме во некои ситуации во кои што не. Тоа се луѓето кои што едно збореле претходно, а сега друго. И зошто е тоа битно сега во очи овие избори? Како и на премиерот и на сите негови колеги во владата и сите кои што тоа го правиле, како сега може граѓаните да им веруваат? Зошто сега тие мислат дека повторно може да кажат нешто, а после изборите, ако се водат по истиот начин и систем на однесување, тие изјави ќе ги сменат. И тоа луѓето мора да го знаат. Добро. Ова со куферчињата се повикуваат на некаква изјава на Бојко Борисов, дека помагал на времето на СДСМ. Не е тајна дека Бојко Борисов, кога беше Груевски, сметаше, немаше воопшто комуникација со него, сметаше дека таа власт е режим и дека треба да има промени. Но како и да, ова со куферчињата беше повод да се огласи и лично екс-премиерот Зоран Заев по после подолг период. Вие многу пати имате кажано дека не се меша во политиките на СДСМ, дека не го интересира политика. Но ова сепак беше искористено од страна на ВМРО-ДПМН повторно да ве обвинат дека сте
дека ви е некаков идол вас и дека тој е управува партијата, дека ги влече конците од позадина. Имате ли некакви контакти со него овој период пред кампањата и за време на кампањата? Видовме летово дека имавте приватни дружби, надвор од тие приватни дружби. Гледайте, многу повеќе со тоа што ВМРО ДПМН го направи, се покажа дека тие се обседнати со Зоран Заев. И тие сакаат него да го вовлечат во кампањата. Го вовлекоа, човекот се огласи. И ништо повеќе, тој не се меша, ниту се мешал до сега, како што кажа во неколку претходни интервјуа кои што ги имавме и тука, заедно со вас, дека се меша во креирањето на политики. Апсолутно не. Ниту за овие избори, ниту пак претходно во изминативе година и пол. Но што сметам дека е целта? Целта е да се направи една кампања, за тоа што ВМРО ДПМН сака да го направи, да вовлече луѓе кои што тие сакаат да ги вовлечат, затоа што нема друго што да кажат. Те нема со што да се пофалат. Еве кажете еден проект, еве кажете едно ветување исполнето, еве кажете една мерка која што е имплементирана изминатиот период. Еве кажете една категорија на граѓани кои што се задоволни од нивното владење. Пазете, 58 пратеници, скоро двотретинско мнозинство на коалицијата. Не имам да кажувам, че си кажат тие. Но гледајте, да плачат работниците Да. заплати, да ништо не се случува во образованието, во здравството, да плачат земјоделците, да им ги укинуваат мерките, да имаме црни прогнози од страна на Светска банка за економијата. Извинете, тоа е само показател дека нив им треба нешто друго за што ќе се фатат, да има што да зборат на митинзите, затоа што со реалните проблеми не се соочуваат добро. По-оптимистички се дека над 3 ќе биде растот, но не е тоа тема на овој разговор. Добро, но поентата е дека сметам дека тоа го прават намерно. Добро. Сега ќе мора да се согласите дека гориво на оваа тема за Бугарија и за тие односи и во контекст на евроинтеграциите долеа фактички тоа што вие одлучивте на неколку дена пред почеток на кампањата да излезете со таа предлог резолуција со така наречените црвени линии. И тоа нормално беше дочекано со расширени раце од ВМРО ДПМН. Тие на таа тема лани ги добија изборите и сега практично повторно ја експлоатираат и во да ве коригирам, кампања. На таа тема со лага ги добија изборите. Зошто со лага? Рекоа дека нема уставни измени, нема уставни измени. Не, рекоа дека ја подобрат преговарачката позиција, рекоа дека нема да го прифатат новото уставно име, рекоа дека ќе опоништат преспанскиот договор и се враќаме повторно на сите тие треба време, тоа што било упропастено дека треба време да се коригира. Не, тоа е само изговор, затоа што тие вистински не сакаат да направат ништо со Европа. Добро, прашањето им беше зошто сега? Значи, зошто одлучивте, сега и онака собранието не работи, не може ништо да се направи по таа тема, зошто одлучивте 3 дена 4 пред почеток на кампањата да излезете со таа резолуција? Еве неколку работи да кажам во контекст на ова прашање. Значи, прво, сериозно губиме време. И ова е веќе закаснето. Работите требаше да се случат многу порано. Лани, кога владата дојде. Така беше и ветувањето. Не зависи од СДСМ, тоа зависи од ВМРО ДПМН. Тие имаат, сами кажавте, 58 претеници. Знаете како, граѓаните имаат свои барања и очекувања и тоа го кажуваат и на истражувањата и на анкетите дека евроинтеграциите се наврват на приоритетите на нашите граѓани. Не, тоа е наша стратешка определба. Можеше да се почека да завршат изборите. Добро. Прашањето ми е зошто пред кампањата? Еве зошто. Поради тоа што е многу битно да не се повеќе испушта време. Регионот оди напред. Еве што доколку, не сакам да дефокусирам, но ќе се вратам конкретно. Вчера или завчера премиерот најави дека можно е да има и предвремени парламентарни избори. Тоа значи дека ние сме изгубили уште една година. Ако изгубиме оваа година, рокот за прием на нови земји членки во тој пакет што ќе следи, согласно сите изјави на европските челници, е 2029-30 година. И тоа значи дека ние тој воз нема да го фатиме. Понатаму, има работи кои што се побитни од било кој изборен циклус. А тоа е иднината на земјава. Тој документ содржи неколку многу битни елементи. Да, тоа сакам да ја прашам. Што мислите дека е клучно таму, кој аргумент би го премислиле ВМРО ДПМН? Тие имаат прилично јасен став околу ова прашање, дека нема да прифатат уставни измени ако нема некакви гаранции дека повеќе нема да има блокади и условување на патот кон него од страна на Бугарија. Тоа што овде во овој документ јас такво нешто не видов. Тоа што треба да биде јасно е да конечно ВМРО ДПМН каже дали е тоа изговор и тие не сакаат да одиме напред кон Европа од некои причини што сега не ги знаеме,
или на вистина се плашат од нешто. Ако на вистина се плашат од нешто, а тоа разбирам дека сите стравуваме. Никој од нас не ќе се соочи утре со нова блокада од Бугарија, иако самите уставни измени, јас мислам дека ништо не ни загрозува кај нас дома. Напротив, и тоа сме го зборували. Да, сме го зборували. Изминатите интервјуа и како што гледате, еве, ова ни е кое? Трето интервју. Поред ние ги збориме истите работи, а земјата тапка во место, во меѓувреме Албанија го отвори петиот кластер на поглавијата од 6. Тие си ја завршија Така е. домашната работа. Но да се вратам на документот. Колку и да сте убедени дека тоа е добро, дека треба да се направи, држава се води од власт, меѓутоа опозицијата мора да биде одговорна. Затоа што ние одговараме пред граѓаните. Да, граѓаните лани на изборите очигледно лани на изборите им дадоа поддршка поради нивниот став за Бугарија. Повторно ќе се вратам дека сметам дека на граѓаните лани беа излажени. Никој не ќе да види блокада на евроинтеграцијскиот процес, сакаа да видат подобрени услови кои што ВМРО ДПМН ги ветуваше, кои што ние кажавме дека сме се обидели да ги добиеме и не сме можеле и граѓаните гласа за тоа. Но добро, нека одлучат. Да се вратам на документот, мислам дека е видно у првиот дел на документот се наведени сите документи претходно кои што се гласени и во собранието, од страна на забелешката на Мицковски беше зашто Северна Македонија стои за пример 2005 дека сме добиле кандидатски статус, дека не било тогаш државата Северна Македонија. Ако беше само тоа забелешката, но гледате, јас многу јасно кажав, ова е верзија која што е предлог верзија. Дајте ги сите вашите сугестии, нормално ако е тоа техничка грешка, се надевам дека не сака да се фати за некоја игла од сеното, па да бара некоја да бара игла во сеното, па да најде причина да не го коментира, да не ја коментира суштината на документот. Понатаму наведени се сите тие документи. Во вториот дел јасно кажуваме што се нашите црвени линии. И тоа не го кажуваме прв пат. Има и претходни декларации носени во собранието, кои што и гласали и противници на СДСМ и на другите партии и на ВМРО ДПМН. Проблемот е тоа што Мицковски вели дека 2021 се донесе таа предлог декларација, резолуција што беше од нивна страна предложена, вие ја поддржавте, но 2022 беше усвоена тој предлог на Франција за преговарачката рамка и целиот тој сет на документи, беше подпишан вториот протокол и тие сметаат дека не се почитувала таа резолуција. Ако тие сметаат дека нешто не било како што треба, имаат 2/3 во собранието, имаат 58 противници, за овие скоро 2 години, односно скоро пола мандат, кој што ако има предвремени избори мандатот на владата е завршен, нешто требаше да направат. Што сметаа дека е подобро. Они нешто не направија, ништо не се ни обидоа нешто да направат и тоа ми ствара сомнеш дали воопшто сакаат нешто да направат на европскиот пат. И што е специфично во нашата предлог резолуција, за прв пат има временска рамка. Ајде да ги гласаме уставните измени до крајот на годинава. Ајде да се отворат поглавијата. Потребна е вистинска реформа на државата. На крајот на краиштата. Овој концепт на резолуција е тоа што ќе се случи неминовно, порано или покасно. Повторно сите партии во парламентот, сите пратеници, не знам левица како ќе се однесува кон евроинтеграциите, но сите пратеници на крај ќе седнат заедно и доколку сакаме напред во Европа, ќе се случи тој процес. Ајде да бидеме еднаш сериозна држава, ајде да покажеме капацитет, ајде да гледаме еднаш надпартиски, па да седнеме заедно и да спремиме еден наш документ како секоја сериозна држава, да ги кажеме нашите црвени линии. Од секоја страна, еве сведоци сте, од време на време со различна динамика, стигнуваат повици за така наречено национално обединување. Еве го нашиот предлог, што е нашата визија за тоа што треба национално обединување да значи. Хајде да кажеме зашто ние никогаш нема да се сложиме да преговараме. Не нарекуваат предавници. Наводно сега сме нешто повторно сме договориле со Бугарија. Тотален нонсенс. При тоа, што е исто една многу друга интересна работа и специфика во оваа предлог резолуција, црвените линии, а тоа е зашто ние никогаш не би требало ниту една влада да преговара, јазикот, идентитетот, културата, историјата и така натаму, се содржани во програмата на ВМРО ДПМН 1198. Малку различна формулација на речениците, а истата суштина. А што ќе се прави со историската комисија со Бугарија? Ама сега тие се предавници или не се? Зашто сме ние предавници кои? И на крај формално продолжија се разговори таму, на крај на краиштата се случува. Доста се делиме на патриоти и предавници. Дајте нешто да направиме заедно, да бутнеме држава
држава напред. Тоа што требаше да биде ново и вие го И уште една најавувате- работа. Ајде. Се извинувам, може да не ви улетам во мислата. Доколку се соочиме со таква ситуација, тоа е едно од клучните прашања. Да, тоа сакам Што да сите прашам. си го Требаше механизам да се понуди со оваа резолуција, дека доколку дојде во таква ситуација да има повторно услување и блокади, да се најде начин како да се договорите сите партии како државата би реагирала. Сега вие тука предлагате нашиот државен врв, председател на собрание на државна влада да напишат заедничко писмо и да ги информираат европските челници дека тоа не е окей. Добро разбирам. Два аспекти се многу битни по однос на ова прашање. Првата работа е што во тој дел гледаме дека и Европа постепено се менува. Гледаме дека се обидуваат да некои работи веќе не се носат со консензус, туку со едно мнозинство. Да, но бугарскиот рамките- премиер е против. Добро, Претпоставам ја видовте неговата изјава во меѓутоа Копенхаген. против е и така наречениот голем пријател Виктор Орбан на ВМРО ДПМН. А, ние немаме проблем со Унгарија, имаме со Бугарија. Зошто мислите дека Бугарија е против? Во овој контекст имаме проблеми со Унгарија. Ако сака толку да помогнат, зашто се против тоа? Виктор Орбан е погласен противник од премиерот на Бугарија. Не, тоа е Не го амнестирам. поради Украина. Но Зошто добро, е но што, Желјасков? но што сакам да кажам? Сигурно ќе бидат надгласани во оваа ситуација кога сериозно се менуваат работите на геополитичката сцена и која е многу битно сите земји од Западниот Балкан да се приклучат во Европска унија, кога сите земји скептици до сега ја сменија стратегијата. Пред се Данска и Франција. Самите тие кажуваат дека бевме до сега против, еве сакаме сега да ви помогнеме да влезете во Европа. Гостин во парламентот не беше данската амбасадорка, ги објаснуваше приоритетите дојде сега и фон дер Лајен, ја на дочекуваме. данското претседателство. Значи дајте да го искористиме моментот. На крајот на краиштата станува збор за заекнување на капацитетите на државата. Луѓето тоа го сакаат. Тие мора да што знаат значи ова дека заедничко писмо? Дали тоа значи дека ќе ги информираме дека за тие работи ние не преговараме и ги замрзнуваме преговорите додека не се отстранат тие пречки? тоа значи дека во тој дел треба да се вклучи и Европската унија со сега малце поинаков концепт, начин на размислување, дека некои работи треба да на некои работи треба нас да ни помогне. После сите разочарувања кои што сме ги имале, а во ситуација и ова е вториот аспект кога имаме внатрешен консензус за прв пат, национално единство, кога ние помеѓу нас ќе се договориме за што ние не преговараме. И ако тоа го договориме, ова е нашиот предлог, како тоа би требало биде. И ако интензивно работиме на спроведувањето на реформите, никој не може да не запре. Никој никогаш и од ниту една страна нема да имаат зашто да не запрат. Затоа што ако ние доверба да имаме со Бугарија, многу се нарушени односите и довербата е на минимално ниво и веројатно гледате, ние треба многу интензивно да работиме. Зарем Албанија може многу да работиме, тие пак може да не блокираат. Нели имаше Ама гледайте, едно е ние да работиме и да си ги зацврснуваме капацитетите на државата, и потоа тому да се бориме со некоја потенцијална блокада на маса на која што ќе бидат и европските земји кои што сакаат да ни дадат поддршка, а друго е ништо да не правиме и да се плашиме дека утре нешто па што сме направиле? Добро. Ништо не сме Ќе се направиле. врати оваа тема, При тоа сигурно. само уште Ајде. една многу битна работа. Се извинам, гледате, ништо не се случува на полето на реформите. Гледате што се случува на полето на реформи на Да, говорите правосудството. вие често за тоа, вие сте председател на 12 закони на Советот за евроинтеграција. Советот за 12 евроинтеграција. закони требаше да се донесат во собрание како дел од реформската агенда во сферата на правосудството. 7 до месец јуни помина рокот, нови 5 до месец декември. Еве го ќе Добро, помина. вели Мицковски дека тоа е само поради платите на обвинителите и судиите, дека требало многу да им не е дадат, само- а не заслужувале. Гледате да кажете на некоја категорија на граѓани за кои што сте вие одговорни, како премиер, дека нешто не заслужува, извинете, мислам дека не е во ред. А се Тие повикува луѓе бараат довербата што има. Да, ама зошто тогаш не се донесат реформските закони кои што ќе ја враќаат довербата во судството? Па да на тој начин, еве според премиерот, они имаат повеќе заслужени. Добро, изгласа интерпелација плати. нели за судиите во судски совети, за членовите во судски совети, за јавниот обвинител, но вие бевте против и за едното и за другото. Си наместија свој суди, сопруга на градоначалник, на роднина на нивни коалициони партнери, тоа е се што ВМРО ДПМН сака да направи судството. Тие не сакаат вистинска реформа, тие сакаат партиски суди, како што има порано во времето на Груевски. Тоа е причината. Тоа е причината зашто ова се прави. Па целокупната земја, сите граѓани
што е приоритетното прашање? Реформите во правосудството и фер судство. Тоа и вработените во правосудниот систем го сакаат. Зашто е оваа тенденција да се мешаат две целосно независни власти? Извршна и политиката со правосудството. Да ги ставиме луѓето на страна да си работат мирно и професионално. И тоа не е закон само за платите. Тука се закони за избор на јавен обвинител, за судски совет, за движење на судски предмети. Значи тука има една цела серија дека ќе закони. донесат до нова година, ќе видиме тоа. Вие како председател Да ви на тој кажам, совет може да правите поголем притисок. Од 12 закони кои што требаше да се донесат во собранието оваа година, ниту еден не е поднесен. И тоа е уште една лага и манипулација дека нешто ќе се направи. Владина процедура е, да. Како и да е, не се донесени, не се до собрание дојдени.